Јас оваа сабота имав намера да имаме еден вид школски час. Значи не класична проповед, туку нешто како школски час, нешто каде што вие ќе размислувате, но никој да не се исплаши, затоа што нема да има испрашување за оценка. А ово го велам затоа што 96-та година имавме овде во малата сала еден курс по англиски јазик и многу верници доаѓаа редовно на тој курс. Имаше некои пријатели од надвор што доаѓаа, бидејќи го имавме огласено курсот. И сите доаѓаа редовно во голем број, мислам дека беше еднаш или два пати во неделата, заборавив како беше, но кога дојде последниот час, кога требаше да се има тест или писмена, тогаш сите спраштија, никој не дојде. Не знам што беше тој страв, бидејќи ова не беше факултет, не беше училиште и така натаму, но очигледно дека кога се работи за оценки, се уште без оглед на тоа каде се врши некакво оценување, тоа внесува многу страв кај луѓето. Значи, затоа велам дека нема да има оценување, нема да има испрашување за оцена, меѓутоа сакам да го вклучите вашиот ум, да размислувате. Јас надам дека моето грло ќе издржи, иако овие 2 дена не сум баш најдобар. На самиот почеток ќе отвориме во Евангелието според Јован, 10 глава. Евангелие според Јован, 10 глава. И ќе го читаме текстот од 32-иот до 36-иот стих. Значи од 32 до 36 стих. Да внимаваме. Исус им одговори: многу добри дела ви јавив од мојот Отец, за кој од тие дела фрлате камење на мене? Бидејќи евреите се вели во текстот, зеле камење за да фрлаат, да го каменуваат, да го убијат. Му одговорија јудејците велејки: за добро дело камења не фрламе на тебе, туку за хулење. Значи Исус е обвинет за богохулство во овој текст. Зошто? Зашто ти, иако си човек, се правиш Бог. Ако некој човек се прави Бог, евреите тоа го сметале за богохулење и дали имале право да го сметаат за богохулење? Кога некој човек се прави Бог и бара да биде обожуван како Бог. Навистина, првата Божја заповед вели: немој да имаш други богови освен мене. Еден куп текстови во Стариот Завет велат: јас сум Бог и нема друг како мене. И така натаму, и така натаму. Исус бил единороден Божји син, бил еднаков со Бога по својата природа. Меѓутоа, интересно е дека на евреите тој не им одговара во овој случај со тоа кој е он, каква е неговата природа, неговото потекло и така натаму, туку им одговара со еден друг текст од Светото Писмо. Повторно, значи, од Стариот Завет, од еврејската Библија. И што им кажува со тој текст?
Исус им одговори, не е ли напишано во вашиот закон? Што? Што е тоа што е запишано во нивниот закон? Се мисли во Стариот Завет, во еврејската Библија. Јас реков, богови сте. Интересно е какви стихови имало во Библијата. Господ се обраќа на израелците и им вели, јас реков, богови сте. Ако тој ги нарече богови оние кон кои беше упатено Словото Божјо, а писмото не може да се урне, на оној ли кога го освети Отецот и го прати во светот, вие велите хулиш на Бога, дека реков јас сум Син Божји? Да поразмислиме малку за овие зборови. Исус им вели, Исус на повеќе места кажал, во разни прилики, на евреите, дека Он е Син Божи. Тоа не било ништо ново за евреите, бидејќи самите евреи се сметале себе си за синови Божи. Меѓутоа, тие разбирале дека во Христовата изјава дека е Син Божи има нешто посебно. Нешто со што тој се изедначува со Бога. Тие разбирале дека Исус тврди дека поседува некој посебен однос со Бога. Исус не го докажува тој однос, туку на евреите им возвраќа со цитат со еден друг библиски стих од псалмите, каде што самиот Бог, својот народ, или оние до кои беше упатено Словото Божјо, им се обраќа како на богови и ги нарекува богови. Во книгата на судиите, во книгата на Исус Навин исто така, постојат некои текстови каде што се работи за некои луѓе, например некои судија во Израел, и тие се наречени богови таму. Нема да ги читаме сега тие текстови, бидејќи тоа не е темата. Темата е следно. Зошто во 35-тиот стих се споменува овој интересен факт? Значи, среде дискусијата за боговите и Синот Божи, ако тој ги нарече богови оние кон кои беше упатено Словото Божјо, а писмото не може да се урне. Ова е тоа што нас не интересира. Писмото не може да се урне. Зошто се споменати овие зборови овде во 35-тиот стих? Како еден вид дигресија, како запирка во однос на тоа што се кажува пред и после него. Ние кажавме дека постојат еден куп библиски текстови, кај што Господ вели, јас сум Бог и нема друг како мене. И кај што Господ осудува луѓето да обожуваат други богови. Меѓутоа, Исус цитира еден друг библиски текст од истата Библија, каде што самиот Господ на својот народ им се обраќа и ги нарекува богови. Се поставува прашање, дали тој библиски текст противречи на сите оние други текстови кои што велат дека постои само еден Бог? Дали во Библијата постојат контрадикции? Дали текстот од псалмите, каде што Господ вели богови сте, противречи на сите оние текстови, каде што се вели дека постои само еден Бог и нема никаков друг како Него? Јас реков да размислувате.
Да, меѓутоа, јас кажав дека, да, ама зашто Исус го користи овој текст? Зашто Исус го користи овој текст? Исус го користи овој текст за да им каже на евреите, па тоа не треба да ве чуди. Ако јас се изедначувам со Бога, затоа што постои текст каде што целиот Израел Бог го изедначува со него. Што е поентата? Прашањето беше дали постои контрадикција. Одговорот е не. Зошто? Затоа што писмото не може да се урне. Писмото не може да се урне, значи писмото не може да се побие, значи во Светото писмо не постојат контрадикции. Значи не расправаме се дали се луѓето богови, тоа не е темата. Друг пат ќе го дискутираме тоа. Току темата е дали во писмото постојат контрадикции. Значи Исус намерно користи некој текст кој што може би е збунувачки, кој што штрчи во однос на еден куп други текстови кои што го тврдат спротивното. И зошто тоа го прави? Зошто Исус користи еден таков текст? Зошто едноставно рече, па јас сум син Божи. На многу други места тој така кажува. Јас произлегов од Отецот. Значи, он зборува за своето потекло. Во оваа прилика, тој не го прави тоа, току користи збунувачки, ама библиски текст. Затоа што Исус сака да размислуваат. Библијата не е Куран. Библијата не е ни Талмуд. Библијата не е список на правила. Библијата не е ни службен весник на Република Македонија. Туку Библијата е едно богатство полно со бисери, ама за да дојдете до тие бисери, треба да копате. Треба да размислувате. Значи, ще се повторам, не е нашата тема да го толкуваме конкретно тој текст, или темата за Синот Божи, или боговите. Туку, нашата тема е како да ја разбереме Библијата, кога во неа за многу теми, за многу прашања постојат еден куп текстови, еден куп стихови кои што тврдат една работа, и за истите тие теми, за истите тие прашања постојат други текстови кои што навидом ја тврдат спротивната работа. Со други зборови, Библијата е така напишана да во неа постојат текстови, кога е во прашање некоја тема, кои што можеме да ги наречеме теза. А постојат други текстови за истата тема, кои што можеме да ги наречеме антитеза. Спротивни на првите стихови, на првите текстови. И сепак Библијата тврди дека писмото не може да се урне. Во Библијата не постојат контрадикции. Па тогаш, зошто Господ дозволил и зошто намерно сакал во Библијата да постојат и тези и антитези? И овакви и онакви стихови. Зошто? Еве еден друг пример. Да отвориме во Матеј 4 глава. Матеј 4 глава. Се работи за Христовото искушение. Значи, мене ме радува што размислувате, што Олгица вака изреагира, значи, размислувате, значи, го исполнувате оно што го сакав за денеска. Да отвориме Матеј 4 глава.
Едно од искушенијата кое што му било поставено на Христа од страна на непријателот, било кое? Каде што самиот ѓавол на Исуса Христа му цитира библиски стих. Пазите, ѓавол цитира Библија. Ѓавол сакал да го победи Христа со библиски цитат. Да го урне Христа, да го собори Христа со библиски цитат. Значи не со жена, или со нешто на што паѓаат грешниците, туку со библиски цитат. Кој бил цитатот? Значи, скокни од оваму, зашто е напишано на ангелите своји ќе им заповеда за тебе да те запазат и на раце ќе те земат, за да не си ја сопнеш ногата од камен. Со други зборови, ако се син Божи, скокни. Скокни во провалија. Пишано е, Бог ќе ги испрати ангелите и нема да дозволи да загинеш. Пишано е тоа, стварно е пишано, 91. псалм, стварно пишува такво нешто. Сега, како реагира Исус кога сатаната му поставува, му цитира една библиска теза, дека Господ, тезата е дека Господ секојаш ќе го штити својот народ, својот праведник, својот верник, обожавател, секојаш Бог ќе го штити. Исус му одговора со антитеза. Значи, му цитира друг библиски стих и знаеме кој е тој стих. Пишано е исто така, не искушувај го Господ, твојот Бог. Што значи овие зборови исто така? На што упатува тоа? Значи и ова е пишано, ама и ова е пишано. Постои теза, постои антитеза. И сега што треба да направиме? Кој ќе погоди? Кога имате теза и антитеза, што треба да направите? Да, и што да добиете? Како се вика тоа? Имате теза, имате антитеза. Што треба да направите? Синтеза! Сте чуле за тој израз? Теза, антитеза, синтеза? Тоа е основниот мотор, основниот логички закон на диалектиката. Ако сакаме непристрасно, објективно да ја разбереме Библијата, ние треба секогаш да ги споредуваме текстовите што се теза, за било која тема, со текстовите што се антитеза, бидејќи Господ намерно сакал да постојат и такви текстови. Зошто? За да размислуваме. За да размислуваме. И каде лежи вистината? Вистината секојаш лежи во синтезата. Значи, кога ќе ги земе предвид сите текстови и ќе ги синтетизираме, тогаш ќе дојдеме до вистината. Наместо тоа, што прават луѓето? Повеќето протестанти, а адвентистите на седмиот ден воопшто не се исклучат по тоа, напротив, типичен пример, тие се фаќаат за една теза. И тоа толку многу, што им пречат оние други стихови кои што се антитеза. Еднаш во една книга прочитав како еден адвентистички старешина му се жалел на својот пастор зошто морал Господ да ја каже параболата за богаташот и Лазар. На овој адвентист му пречи таа парабола. Зошто? Зато што постојат
еден куп познати стихови кои што зборуваат за тоа дека мртвите не знаат ништо, дека мртвите не го слават Бога, дека во тој ден, во денот на смртта, пропагаат сите негови помисли. И сега, значи, постои една теза која што тврди дека мртвите не знаат ништо, дека во моментот на смртта пропагаат сите негови помисли. Ама постоите некои други библиски текстови, во конкретниот случај параболата, и сега тоа како да тврди нешто спротивно, дека мртвите се во свесна состојба и така натаму. Сега нема не тоа, за тоа да зборуваме, не е тоа темата. Но што покажува примерот кога некому, на некој верник, или можеби на вам самите, некои библиски текстови ви пречат? Би сакале да ги нема тие текстови. Покажува дека вие сте пристрасни. Покажува дека вие имате предрасуди. Покажува дека вие не сте подготвени да ја разберете вистината. Зошто постојат еден куп протестантски секти? Зошто постојат еден куп различни толкувања? Ние видевме јатата сабота како либералниот протестантизам ја има промашено вистината за Евангелието и за моралниот закон. Видовме како конзервативниот адвентизам има промашено вистината за Евангелието. Еве, денес, вчера конкретно, повторно на интернет форумот се разгорува темата за универзалното законско оправдание од страна на една нишлика, која што се уште не може да го свари тоа основно учење, таа суштина на пораката за оправдание со вера на Евангелието на Джон Си Вагонер. И се уште постојат, значи, адвентисти кои што го напаѓаат тоа учење. Има еден друг пример. Пример на пристрасност, на предрасуди. Вие знаете добро книгата на покојниот професор Мирко Голубич за саботата и неделата во Библијата и историјата. Имаме примероци од таа книга и се уште кај нас тука. Дали знаете што тврди професорот Мирко Голубич во таа книга? И веројатно нешто што повеќето адвентисти го верувале, барем во негово време. Во врска со текстот во Дела 20 глава 7 стих, каде што се зборува дека учениците, христијаните во Троада во првиот ден седмицата се собрале да кршат леп, па Павле им проповедал и така натаму и така натаму. Овој текст го користат други христијани кои што празнуваат недела. Има и други такви текстови во Новиот Завет, каде што кои што сакаат да докажат дека ете христијаните во недела, во првиот ден од седмицата, одржувале своји богослуженија, своји литургии, причест и така натаму. Значи, постои една теза дека христијаните ја празнувале саботата во првиот век, апостолската црква. Постојат библиски текстови кои што велат дека во првиот ден од седмицата се собирале на литургија и така натаму. Тоа што би изгледал како антитеза, нели? И сега, дали знаете што направил Мирко Голубич? Тој тврди во таа книга дека тоа воопшто не било богослужение на христијаните, дека тоа кршење леп, тоа било обично јадење, значи се собрале да јадат, па кршење леп. Тоа воопшто не било литургија, воопшто не било богослужение, тоа воопшто не било причест. Со други зборови, ако прифатиме дека било богослужение, дека христијаните имале богослужение во првиот ден седмицата, изгледа дека со тоа ќе се урне нашата теза дека првите христијани ја празнувале саботата. Меѓутоа, зошто толкава пристрасност? Што е опасно ако прифатиме дека христијаните имале богослужение и во првиот ден седмицата? Па самите адвентисти имат богослужение во првиот ден седмицата?
Јас секам во оваа црква, кога дојдев ја во црква пред 20 години, имаше богослужение во недела, редовни богослуженија. Во недела навечер беа луѓе. Се секам дека јас ги укинев тука 95 година, тие неделни богослуженија, бидејќи веќе не доаѓаше никој така, природно изумреа. Во Хартланд, нас не тераа секоја недела са бајле да имаме посебни студентски богослуженија. И тоа доста рано са бајле. Самите адвентисти имаат богослужение во недела, па тоа не значи дека се откажале од саботата. Тогаш, откаде пристрастноста или желбата да се докаже дека првите христијани не смееле да имаат богослужение во првиот ден седмицата? Самата Елена Вајт тврди дека тоа собрание во Троада било причест. Тоа било навистина литургија. А адвентистички теолог се обидуваше да докаже дека тоа не било. Всушност, историјата покажува дека првите христијани ја празнувале саботата на тој начин што продолжиле да одат каде на богослужение во саботен ден. Делата на апостолите ни кажува. Таму каде што оделе и пред тоа, и пред да бидат христијани, оделе во еврејската синагога. Првите христијани не биле сектанти како Јан Полсон, па да се одвојат од еврејската синагога и да си формираат на друго место свое саботно богослужение. Туку расколот или делбата помеѓу синагогата и црквата се случила тогаш кога евреите го отфрлиле Евангелието и почнаа да ги бркаат и борбонуваат христијаните од синагогите. Значи не излегле, не напуштиле самите христијани, ако саботата ја празнувале на тој начин што си оделе во еврејска синагога на богослужение, или ако биле во Ерусалим, Петар и Јован кога исцелиле хромиот, тоа било во храмот. Значи во сабота са бајле, отишле Петар и Јован во храмот. Зошто отишле во храмот? За да го исцелат хромиот? Не. Тоа патем се случило. Оделе таму на богослужение. Од 9 часот наутро се вели текстот во Дела 3 глава. Во 9 часот наутро отишле на богослужение во Ерусалимскиот храм. Меѓутоа, да се има света причест, значи во синагогата може да дојде секој во саботен ден на богослужение. Но да се има света причест, можело само ако си крстен христијанин. Значи, само христијаните можеле да се причестуваат, а во синагога можело да дојде секој, и евреин, и христијанин, и некој друг, што не бил ни едното, ни другото, а сакал да го почитува Создателот, вистинскиот Бог. Тогаш, што било логично да направат христијаните? Во сабота ќе одат во синагогата, а навечер, после завршувањето на саботниот ден, што веќе се нарекувало прв ден од седмицата, ќе се имаат својата христијанска литургија. Ке што само христијани присуствуваат, зашто само христијани се причестуваат. И што има тука чудно? Тоа било логично. Логично било така да се постапи. Ке продолжиме да ја посетуваме синагогата во саботен ден, нема да формираме некој паралелно богослужение во саботен ден, но нашето христијанско богослужение, каде што смеа да се причестуваат само крстени христијани, ќе имаме после саботниот ден. И затоа се нарекува света вечера, бидејќи било вечера. Било вечера кога Христос ја востановил. И самата црковна историја сведочи дека првите христијани се причестувале секојаш навечер. Тука нема ништо спорно. И сега доаѓаме до прашањето кое што ќе биде клучно за нашето размислување денес. Ова до сега беа само примери. Ова прашањето, реков, не е за оценка. Нема да биде ни испрашување, туку размислување. Сакам да вклучите мозок, што би рекла новинарката Мирка Велиновска. Сакам да вклучите мозок. Таа рече дека луѓето од СДС не вклучувале мозок. Ве интересира случајно во кој контекст го кажала тоа.
Не дека овие другите овци вклучуваат мозок, меѓутоа, со други зборови, ако сакате да бидете мудри, да не бидете прелашени, да не бидете заведени, треба да вклучите мозок. Господ затоа дал Библија, која што треба да се копа, да се истражува, да се споредува, за да не забегаме во некоја крајност. Значи, претерано се држиме за една теза, што ни пречат стиховите кои што се антитеза, наместо да извршиме синтеза. Да ги разгледаме сите аргументи, сите стихови и кога ќе ги соединиме, да видиме каде лежи вистината. Ќе отвориме прво во посланието до Галатјаните, и ден денес актуелно. Особено следното тромесечие. Послание до Галатјаните, ден денес создава дебати ова послание. Во втората глава од посланието до Галатјаните ќе прочитаме еден или два стиха, ќе видиме колку. Од 16-тиот па целиот 16 стих е доволен, значи само еден стих. Галатјаните 2.16. Дали го имавте стихот? Го најдовте? Што тврди тука апостол Павле? Забележите, внимание. Но знаеме дека човекот не се оправдува преку делата на законот, туку само преку верата во Христос Исус. Што тврди тука Павле? Што е тезата? Човекот не се оправдува преку делата на законот, туку само преку верата во Исус Христос. Затоа и ние поверувавме во Исус Христос, за да се оправдаме преку верата во Христос, а не преку делата на законот. Зошто? Затоа што преку делата на законот нема никој да се оправда. Ова е тезата. Омилена теза на протестантите. Секој протестант ќе ви го цитира овој стих. Меѓутоа, кој протестант ќе ви го цитира овој стих? Наредниот стих. Кој е тој стих? Јаков. Јаков втора глава. Галатјаните втора глава, Јаков втора глава. Значи, соборно послание на апостол Јаков, брат од Господов, иако немал ништо крвно со Марија, туку со Јосиф. Никакво родниство немал со Марија, потекнувал од Јосиф. Исус пак немал никакво родниство со Јосиф, но потекнувал од Марија. Но затоа што живееле во иста фамилија, растеле како деца, наречен е Јаков и еден друг апостол Јуда, но не искариотски. Наречени се браќа Господови. Значи, што вели Јаков, првиот епископ на Ерусалимската црква, во своето соборно послание, втората глава, во врска со ова иста тема. Втора глава, кој стих? Го најдовте? Кој? 17. Значи, овој беше Галатјаните 2.16, Јаков 2.17, близко. Почнуваме од 17 стих, па уште неколку понатаму. И така, верата ако нема дела, вели Јаков, само по себе е мртва. Но може некој да рече, ти имаш вера, а јас имам дела. Покажи ми ја својата вера без дела, а јас преку моите дела ќе ти ја покажам мојата вера. Ти веруваш дека Бог е еден. Добро правиш. Но езиките крадуваат, а треперат. Не сакаше да разбереш, о, суетен човек. О, суетен протестант. Дека верата без дела е мртва. И сега 21 стих. Нели со дела беше оправдан Авраам, нашиот татко, откако врз жртвеникот го положи својот син Исак?
И сега, да скокнеме веднаш во 24 стих. Гледате ли дека човекот се оправдува со дела, а не само со вера? Што станува тука збор? Павле вели дека човекот ниту едно тело нема да биде оправдано со делата на законот, само со вера во Христа. А Јаков вели, гледате ли дека човекот се оправдува и со дела, а не само со вера. Дали постои контрадикција помеѓу Павле и Јаков? Постојат верници на кои што им пречи оно што Павле го кажу, постојат верници на кои што им пречи ова што Јаков го кажу. Едното е теза, другото е антитеза. Што треба да направиме? Треба да направиме синтеза. Дали, значи, писмото дали може да се урне тука? Дали Павле му противречи на Јаков, дали Јаков му противречи на Павле? Што вели самиот Павле во Галатјаните? На почетокот кога се обратил, па кога постал 3 години таму во Арабија, бил повлечен како монах. Па после тоа, кога дори после тоа дојде во Јерусалим, поминал 15 дена кај апостол Петар, кај Кифа, вели. И после тоа, за да докаже дека тоа Евангелие, кое што он го проповеда, кое што Павле го проповеда, не е од него измислено, туку е нешто што црквата го признава. Кој доказ го наведува Павле? Тоа е таму во Галатјаните 2 глава, исто така. Тогаш вели, ми подадоа рака и Јован, и Петар, или Кифа, и Јаков, почитувани столбови на црквата. Така ги нарекува Павле, Петар, Јаков и Јован. Столбови на црквата. Тие ми подадоа рака. И Петар, и Јаков, значи и Јаков, овој Јаков, за кој што зборуваме, и овој Јаков му подал рака на Павле. Овој Јаков признава дека тоа што Павле го проповеда, тоа искуство што Павле го имал, тоа Евангелие што Павле го проповеда и што го верува, е вистинското Евангелие. Не постои контрадикција. Тогаш зашто постојат верници кои што им се свига едниот стих, а не им се свига другиот. Им се свига Павловиот, не им се свига Јакововиот. И обратно, им се свига Јакововиот, не им се свига Павловиот. Зошто постојат такви верници? Затоа што се тие пристрасни верници, затоа што тие имаат предрасуди, затоа што тие не се спремни да разберат вистината. И тоа е случај со еден куп теолози, а не само со верници. Што треба да направиме со овие два стиха? Павле вели и во Римјаните дека Аврам се оправда со вера без дела на законот. Јаков вели овдека дека Аврам се оправда со дела, со тоа што го принел на жртва својот син. Едниот вели дека со делата на законот никој нема да се оправда, а другиот вели дека човекот се оправдува со дела, а не само со вера, бидејќи верата без дела е мртва. Во што е разликата? Кога апостол Павле порекнува дека човекот се оправдува со дела, на какви дела мисли? Како ги нарекува тие дела во Галатјаните? Делата на законот. Значи, со какви дела не се оправдуваме, нито едно тело нема да се оправда, со делата на законот нито едно тело нема да се оправда. А со какви дела се оправдува човекот кој што не се оправдува само со вера, според Јаков, туку и со некакви дела? Дали апостол Јаков вели дека човекот се оправдува и со дела на законот? Ако Јаков тврдеше дека човекот се оправдува и со дела на законот, тогаш ќе противречеше на Павле. Значи, Павле ги порекнува
како битни за оправдание делата на законот, а Јаков ги истакнува како битни за оправдание делата на верата. Затоа што таа вера, ако нема дела, неизини дела, е сама по себе мртва. И тоа е разликата што треба да ја разбереме. Повеќето адвентисти сметаат дека кога Јаков зборува, односно така се чувствуваат и така и живеат, кога Јаков зборува за вера и дела, дека тоа значи треба да имаме вера во Христа, значи исповедаме дека сме верници на Христови, дека Христос е наш спасител и дека умрел, воскреснал, се тоа што го зборуваат и протестантите. Ама на тоа треба да ги додадеме делата на законот. Што се тоа дела на законот? Например, еден пример што нас не засега. Во законот пишува саботата да ви биде свет собор. Значи, постои заповед до израелците во сабота да имаат богослужение. Не може сабота да се празнува, тоа што секој ќе седи дома и ќе се придржува на некој список правила што не смее да работи во тој ден. Суштината на саботата е да се дојде на богослужение. Значи наместо да одите во фабрика на работа или оваму на работа, тој ден треба да дојдете во црква. И за да имате време за да дојдете во црква, за да имате време да се посветите на Бога, затоа не треба да одите во таа работа или онаа работа, која што ја работите преку неделата. Ако вие не работите световни работи, а не доаѓате во црква, седите дома, вие сте промашили сабота. Значи, дело на законот е да се дојде во црква. Да се дојде, тоа е дело. Некој троши и бензин, некој троши пари за карта. Значи, да се дојде е дело. Е некаков труд, некаков напор. Меѓутоа, ние можеме да дојдеме во сабота во црква, значи ќе го направиме делото на законот и мислиме тоа е тоа, окей, дело. Зашто зборува Јаков, а всушност Јаков зборува за нешто сосема друго. А подобро да не сме дошле во сабота. Зошто? Зашто ако дојдеме во таа сабота, дојдеме со погрешен дух, значи, ние ќе го направиме делото на законот. Законот вели во сабота да имате свет собор, да дојдете во црква. Но ако дојдеме со погрешен дух, подобро да не сме дошле. Ако дојдеме тука некого да навредиме, ако дојдеме тука некого да соблазниме, ако дојдеме тука некого да разочараме, подобро да не сме дошле. А што би било дело на верата? Дело на верата е да дојдете во сабота во црква, затоа што одвај копнеете да се сретнете со Бога. Не со Јанко Петко Станко, да се сретнете со Бога. Не зашто некој ве тера, туку затоа што вашата љубов кон Христа е толку силна, што ако треба и кога постои спротивен притисок, пример, често пати и татко ми и други знаеа да велат, добро бе, разбираме, ај еднаш неделно разбирам, сабота са бајле да одиш у црква. Кога бев уште средношколец на почеток, што е ова и у вторник, и у петок вечер, па сабота вечер, тогаш имаше и неделни богослуженија, реков. Ивон, што е ова? Дали вам ви кажале овакво нешто? Што е ова? Не, еднаш неделно иде у црква, што е ова и вторник, и петок? Ама, јас дојгав во црква што сака. Јас од 2 чекав да дојде петок, затоа што дојде сабота. А има некој што од 2 чека да заврши сабота. Значи, за време на саботата тие ги држат делата на законот. Ке дојат у црква, ке седат тука, да речем. Или ке се придржуваат кон правила што не треба да прават во сабота.
Ама одвај чека да заврши саботата, за да може да го прават тоа што сака да го прават. Новиот завет зборува за делата на верата. Спасението не е вера плюс дела на законот, мртва вероисповед, како протестантите, плюс дела на законот, а за жал на тоа се сведува конзервативниот адвентизам или, како што некои овде го нарекува, шемковизмот. Значи, вероисповед плюс дела на законот. Тоа не е спасение. Тоа е галатијанизам, тоа е ереста на фарисеите во првата црква. Спасението не е исто така мртва вероисповед без никакви дела. Само признавам дека Христос ме спасил, а јас си живеам како Распутин. Како што веруваат либералните протестанти. Туку спасението е, како што верува вистинското евангелие на Павле, на Джон Си Вагонер, Христовото евангелие. Спасение со вера, која што таа вера е жива, самата таа вера делува. Делатна, активна вера. Делата на верата. Кога Господ ќе дојде, ќе побара од нас дела. Кои дела ќе ги побара? Вели, бев во затвор, дојдовте кај мене. Зошто? Кој закон пишува дека вие треба да отидете да посетите некого во затвор? Каде во Мојсеевите книги пишува заповед дека треба да отидете да посетите некого во затвор? Значи, тоа не е дело на законот. Тоа не е обврска. Исто така, дали постои законска обврска да ги нахраните сите сиромашни, да ги облечете сите голи? Дали е тоа закон, обврска? Не е обврска. Туку, значи, тоа не се дела на законот. Какви се тие дела? Тоа се делата на верата. Но ние направивме разлика и кога е саботата во прашање и богослужението, меѓу дела на верата, значи доаѓам во сабота, затоа што го сакам Христа, затоа што одвај чекам да се сретнам со Него, одвај чекам да ги доживеам тие посебни саботни благослови, автоматски, значи јас го исполнувам законот автоматски, иако не сум под закон, не ме приморал некој да дојдем у црква, сум благослов и за своите ближни. Од друга страна постои делото на законот. Доаѓам во црква затоа што морам, законот така вели. Меѓутоа, доаѓам со таков дух за да направам пекол наместо благослов во тоа богослужение и за моите браќа и сестри. Кога Господ ќе дојде, ќе побара од нас дела. Меѓутоа, тоа се делата на верата. Делата на благодат. Ако ги имаме тие дела, значи ако имаме таа жива вера, ние автоматски сме го исполнили законот, но и многу повеќе од тоа. И јас би сакал да завршам со една мисла, што ја кажа еден старешина на една црква во Вирџинија пред 5 години за време на проучување на библиска поука, некаде во април 2006 година, црквата се вика Амикус. Тој ја водеше библиската поука и каже на многува мисла што никош нема да ја заборавам. Тој вели, не постои слугинка, колку год да ја платам, колку год висока плата да ја дадам, што ќе ги прави сите оние работи и онака добро, што за мене ги прави мојата сопруга. Че не може да се најде слугинка, која што за мене ќе ги работи сите тие работи, ќе ми послужи сите тие работи, и така добро ќе ги сработи, како што тоа го прави мојата сопруга. Значи, не знам какви пари, нема така добро да ми служи некоја слугинка, како што тоа за мене го прави мојата сопруга. Прекрасна мисла. Зошто? Затоа што делата на едната се мотивирани од љубов, а другата се мотивирани од што? Во случајов од пари или од закон, од договорот, како сакате рече, од човечка конвенција. Да го земеме давањето.
Зашто давате десеток и дарови, затоа што морате. Така пишува во Малахија или во не знам кој старозаветен стих. Или затоа што го имате оној дух. Првата црква каков дух имала? Продавале се што имаат и ги носеле парите пред апостолите. Кој им рекол тоа да го прават? Во кој закон пишува дека треба да живеете како во еден комунизам? Да не постои никаква приватна собственост. Дали Господ некојаш така кажал такво нешто? Не. Зошто тогаш, значи Господ дури ги задржува робовите како класа, значи робството во Мојсеевиот закон. Зошто тогаш првите верници продавале се што имаат и се им беше заедничко? Зато што ги мотивирало нешто друго за тоа да го прават. Ги мотивирало Евангелието. А што прават протестантите? Протестантите велат, фала на Бога што не мора да даваме десеток. Не сме сега под законот, не мора да даваме десеток. Првите христијани давале повеќе од тоа. Значи, нашата љубов е помала, одвај чекаме да нема закон или да сме ослободени од некој данок, за да не даваме, па каде е нашата љубов кон Господа? Каде е нашата љубов кон ближните? Господ нема да ги сака нашите дарови, ако се дадени со принуда, затоа што мораме. Автоматски искржал, затоа што секој закон дефинира само минимум служба, а љубовта дефинира максимум служба. Да се даде се од себе за оној кого го љубите. И тоа е факт кој што се докажува од секојдневното искуство. Не знам дали ви се допадна денешниот час, но верувам дека штом немаше испрашување, ви се допадна. Секој час ке ше нема испрашување, убав. Ке ше нема писме. Или испит. Нека Господ ни помогне да ја разбереме неговата реч за секој прашање кое што ја проучуваме на еден објективен, непристрасен и без предрасуди начин, за да на тој начин ја разбереме вистината и не бидеме прелажани. Нека му е фала и слава вечно. Амин.